Благодарам, председателка. Значи со амандманот кој е напишан поопшто, се предлага да се обезбедат средства во износ од 6 милиони денари за дивата депонија кај Маутскер, Охрид. Да допрецизирам, значи таму пишува со што ќе се подигна стандардите за заштита на животна средина, станува збор за расчистување и санирање. Иначе таа депонија се наоѓа близу Охрид и секако представува лоша слика за едно туристичко место на кое што треба да личи Охрид и на Охрид како што му личи да биде. Сега, за да ви биде појасно за што станува збор, ако пребарате по мрежите, има неколку информации. Едната е од 16.10.2018 година. Објавено, вика, завршено расчистувањето на Маутскер, значи 16.10.2018 година. Има една вест на 17.7.2024 година, вели нов пожар на депонијата Маутскер кај Охрид. И има уште една вест на 27.7.2024, уште еден нов пожар кај Маутскер. И таму пишува дека гасењето тешко се одвива, се работи за пожарен материјал што мощно тешко се гаси со вода, потребна интервенција, механизација за затрупување на опожарени делови на ѓубрето и така натака. Значи, се бара 6 милиони денари помош за локалната самоуправа, за градоначалникот на Охрид, за да овој проблем полесно го реши. Може би не се доволно средствата, може да реагира и со општински средства, меѓутоа целта на амандманот е тоа. И сега, како што вели заменикот, во моментов обезбедени се 55 милиони евра од ТВРД, 55 милиони од ТВРД и 9 милиони од швајцарски грант обезбедени се пред година и пол или две. Јас се сеќавам точно и тоа што го каже колегата Стојановски. Тоа е жива вистина, е точно. Тука беше присутен и градоначалникот на Новаци, може да потврди колегата, и обезбедивме тие дополнителни средства за обиколница, за да не поминуваат камионите транспортни средства по населени места, да не дополнително го отежнуваат животот на граѓаните во Новаци. За регионални депонии, за овој пристап, ние сме зборувале на оваа говорница долг период. Знаете, во 2017 година Стручката депонија беше центар на вниманието во државата, бидејќи тогаш имаше сериозен проблем таму. И тоа што тогаш, како власт, беше наследено, значи не ме сватите дека зборувам кој бил и како бил, ова што го кажувам 2018 прв пат расчистена, па сега пожари, во смисла демек претходно бил друг градоначалник, па расчистена, па сега друг кога гори, зборувам затоа што стварно станува збор за проблем. Тогаш наследството беше регионална депонија со локација во општина Дебарца, село Годивје, и таму сигурно се сеќавате дека имаше широк, голем граѓански протест, каде што сите граѓани се обединеа за да таа локација биде трната, односно таму да не се гради таа регионална депонија, а тој процес претходно трајал 3 години, каде што се испитувало каде треба да се наоѓа локацијата на депонијата, да биде приближно близко до тие општини каде што регионално треба да се транспортира отпадот, затоа што пресметките тогаш беа дека секое транспортирање на отпадот над 100 километри ги дуплира сметките за ѓубретарина. Меѓутоа, тоа беше тогаш ситуација и таа ситуација граѓаните на Дебарца, вклучувајќи го и сегашниот градоначалник Ногачевски, застанаа против таа локација, се одби. Значи, после многу истражување, почва, ветришта, оддалеченост од населени места, пресметка на трошоци и така натаму. Втората ова депонија која што во Новаци ја спомнуваме, повторно беше потребен период на анализи, повторно проценки и повторно се утврди локација каде што согласност дадоа сите
9 општини или советите на сите 9 општини, бидејќи така е законски решено. Тоа што се обезбедија средства, започна проектот. Тоа што се обезбеди и дополнителни средства, тогаш по барање на колегата Стојановски амандмански за помош на градоначалникот, сега почнува да се реализира и тоа е добро. Значи, разликата меѓу тоа што тогаш го зборувавме и ова сега што е барањето на 6 милиони денари помош буџетска од централниот буџет кон општина Охрид за санирање на депонијата во Маутски. Очигледно, наместо да зборуваме што е потреба за граѓаните, очигледно дебатата е кој е обезбедил, што обезбедил, кој што не направил, кој што направил, се со цел да се одбиваат амандмани. Затоа овој амандман ќе го повлечам и ќе го повлечам и наредниот. Значи двата амандмани ќе ги повлечам. Ве повикувам, бидејќи еве и крај на работниот ден, не знам колку ќе продолжиме со работа, ве повикувам како колеги пратеници од опозицијата. Ова е 69-ти, тој наредниот го повлекувам и тој наредниот што го повлекувам е 70-ти. До сега ниеден не е прифатен. Ова не е случајно во историјата на собранието. Значи ниту еден. Барем кажете не 6 милиони, 1 милион. Нека биде 20 милиони ако треба повеќе. Ама не може ништо од ова што е напишано да не биде прифатливо, како што впрочем имавме ситуација минатата недела и на тоа што вие сами сте го пишувале во програма и на крај ќе испали дека амандманите кои што вие сте ги поднесувале како опозиција и тие се не се прифатливи. Ве замолувам како колеги размислете, уште имаме амандманска 2 дена, 3 дена, колку има уште амандмани, да видиме што е тоа што може како пратеници избрани од граѓаните да промениме во ова што е предлог буџет. Затоа што на крајот буџетот на државата го носи собранието, односно пратениците со неговото гласање. Ги повлекувам, почитувана председателке, и овај амандман и амандманот со архивски број 307. Благодарам.